На повеќе локации во Скопје почна снимањето на документарните филмови на втората генерација Доку Николци на Македокс. Изборот на темите беше направен на минатогодишниот дел од овој се разбира фестивал што се одржа во рамките на патувачкото кино на Македокс во партнерство со фестивалот Dream On во Струга. На оваа тема зборувам со моите гости, млади уметници. Добро утро им велам на Рамона Кочишка и Петар Крстевски. Добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро ви најдов. Како сте ова утро пред се? Одлично. Одлично. Ќе им објасниме на гледачите зашто точно станува збор. Веќе една недела почна, откако почна снимањето на филмовите. На што работите вие во моментов? Јас работам камера моментално и подоцна монтажа, таа го режира целиот процес. Да. Ќе му откриеме ли на гледачите што значи Доку Николци за вас и колку Македокс дава простор на младите уметници да се изразат? Доку Николци е еден убав, како да кажам, процес, каде што треба секој да помине за да знае што понатаму е едно убаво искуство. Мислам дека е прилично важен за секој од нас што учествува во тоа. Трае околу година дена, ова е втора генерација на Доку Николци, Петар е од првата. И не знам, добро искуство пред се. Јас имав честа да го поминам тој цел процес од една година и за мене, како некој што би сакал да се бави со филм понатаму во животот, представуваше една школа која фактички не се купува со пари. Школа заснована на пракса, кај што учиме директно од работите што ги правиме. Фактички се учи повеќе, можеби од неколку години на формално образование за филм. Одлично. Оваа работилница е поддржана од Вашингтон и од Агенцијата за филм. Колку тоа ви дава поттик како млади уметници да творите, кога знаете дека вакви институции стојат зад вашиот проект? Па искрено ни дава чувство дека некоја формална организација која има некој поважен збор во цел тој процес, штом такви организации стојат за целиот проект, му дават една скала повеќе на важност. Резултатот од првата генерација или од работата на првата генерација беа 3 филма. Колку филмови се вклучени во оваа втора генерација што ја споменавте? 4 филма ќе бидат од оваа година, еден од старата генерација, значи вклучени се уште 6 луѓе од старата генерација плюс 12 нови и од новата генерација има 3 нови филма. Да. Може ли, Рамона, да позборуваме за твојот? Нешто може ли да се открие или тоа ќе го оставиме за дури во август? Па, тоа се нешто како скопски урбани приказни, ама не можеме да ги откриеме ликовите, тоа е сепак подобро да го оставиме за во август да биде како изненадување на сите. Ама другите филмови се работат за скопската ситуација од 98 до сега и автостоп. Да. Добро, кажете ми нешто повеќе и околу снимањето, каде се случува, дали работите со професионални млади актери, возрастни, аматери, професионалци, значи што е се вклучено во работата на вашиот филм? Па, бидејќи е документарец, не работиме со професионалци, туку со ликови од кои сакаме да го извадиме тоа што сме го замислиле. Работиме на повеќе локации во Скопје, имаме добра опрема, имаме професионалци кои ни помагаат да го оствариме тоа со техничка поддршка, не знам, ја конкретно разговарав со Петра. Петра е една од организацијата и една од нашите ментори, која е добар психолог и режисер во едно, каде што многу работат со нас и ни помагаат да го оствариме тоа на максимално професионален начин. Да. Ме интересира во што наоѓате инспирација во последно време. Во Македонија сега има многу инспирација кога сте, се разбира, млади уметници, без разлика дали сте филмаџи, дали сте сликари, поети и така натаму. Каде вие црпите инспирацијата? Па искрено, од тоа што те обкружува, фактички, тоа што ти смета најмногу, дали е личен проблем,
емотивен проблем, дали е некаков социјален, општествен проблем. Најчесто тие се темите што те влечат по цел ден, што ти тежат, најчесто од нив сакаш да се ослободиш, кога имаш ваква прилика. Каде ќе бидат прикажани вашите филмови освен на Македокс? Имаме ли пат што се знае дека овој документарец ќе живее понатаму? Нема некој определен пат, ама во принцип кога ќе ги завршиме филмовите, се прикажуваат на Македокс фестивалот во август и потоа на некој начин си го наоѓаат својот пат низ некои регионални фестивали за што повеќе луѓе да можат да го видат и да слушнат за таа докуникулска приказна. Интересен и самиот символ на Македокс, докуникулци, уште поубав израз за она што треба да изрти во македонската кинематографија. Кромидот е земен како оној символ кој што се разбира е значаен. Што представува филмот за вас? Како може да го дефинирате? Не знам, јас во Македонија сум 4 години и мислам дека од предходно бев повеќе за театар, сега сум и за театар и филм. Пред тие 4 години не бев голем фан на филмови, ама од таа прва година 2014-15 мислам дека све повеќе почнав да ја гледам страната на филмот и од позади и од напред и мислам дека сега е доста важен за мене. Мислам дека има многу придонесено за јас да се изградам и од сето тоа што го имам видено, поготово документарен филм. Така. Да. Би сакам ако те позборуваме и за наградите, она што се случуваше годинава, односно од почетоков на годинава, барем во онаа област во која што вие работите, се можеби оние големи награди кои што ги добија наши, односно се разбира ваши колеги, наши македонци во странство. Ќе го споменам документарецот Медена земја кој што е исклучително важен за нас како македонци. Колку тие луѓе се за вас инспирација, поттик, ајде да не кажам идоли, немам идоло поклонство кога станува збор за уметноста, меѓутоа примери. Прекрасни луѓе, прекрасни, стварно. Таквите достигнувања на некој начин, многу е лесно кога станува збор за уметност да се откажеме само под изговорот дека сме од Скопје или од Македонија, ама такви луѓе на некој начин даваат поттик, даваат некаков елан дека има уште што да се каже преку тој медиум и дека уште поубаво е што пренесува тој филм, фактички авторите на тој филм пренесуваат таква прекрасна еко порака зад сите тие награди, зад сета таа фама. Тоа е најубавото нешто можеби што се случило. Ќе им покажеме ли на светот дека младите во Македонија се на добар пат да ја развијат можеби македонската кинематографија како никогаш досега? Па, би требало, се надевам. Се надевам искрено дека ќе биде така. Не Добре, само што за сте кинематографијата, за све, секој вид на уметност. Добро, ќе го заокружиме разговорот овде. Што преостанува после снимањето? Знам дека тоа е долгорочен процес, затоа ви дале време до август да го средите. Како оди цела таа процедура, да има откриеме на јавност? Па, на некој начин тоа почнува уште на патувачко кино во јули, кога се одбираат тие 12 докуникулци, се работи на предпродукцијските елементи, едно друго. Сега се снимаат, доаѓа момент кога се снимаат филмовите, сите идеи кои се одбрани и потоа се монтираат, се минуваат фактички сите процеси низ кои еден професионално изработен филм би поминал при изработката. Одлично. И се прикажуваат на Македонија. Кои се очекувањата за август? Па како 10-то издание, мислам дека ја имам високи очекувања од ова издание. Добри реакции, многу публика. Одлично. А и од ланското сме. Така, и ние како Македонска радио телевизија сме заедно тука со вас да ве поддржиме, така што ми беше чест и задоволство што бевте наши гости во утро. Ви благодарам за гостувањето. Фала. Почитувани, тоа беа младите уметници од Доку Николци. Зборувавме за она што ќе се случува на 10-то јубилејно издание на Македокс некаде на средина од летото. Затоа има време, ќе бидете се уште информирани околу тоа во рамките на утринската програма. Одиме со музика, веднаш потоа и се останатите гости.